Парчење стакло. Оваа година во моето мало, во стара куќа се пресели млад брачен пар. Како би се запознале подобро со новите соседи, мајка ми испече колачи и ме прати да им ги однесу. Тропнев на нивната врата и после неколку секунди ми отвори млада жена со црн фустан. Ме покани внатре и ме понуди со чај. Влегов со малку страв. Низ целата просторија имаше парчиња од искршени стакло, како да се спремаа да ги променат сите прозори во куќата. Го испив чајот и станав со изговор дека брзам за дома. Таа вечер, додека ноќта се спушти, долго се превртував во креветот. Додека спиев, во главата слушнав некој глас. Кога дојде утрото, сватив дека мајка ми и татко ми веќе се заминати на работа. Бев сам. Се слушнав звончето на вратата. Тргнав да отворам, ама немаше никој. На подот имаше порака. Мораш да ни помогнеш, мораш. Брзо се заклучив. И се јавив на мојата најдобра другарка, за да ја раскажем се. Ама од другата страна го слушнав оној изглас од сонот. И одеднаш вриснав силно. Потрчав кон онаа стара куќа. Вратите сами се отворија. Скоро се онесвестив од шок. Во куќата стоја мојата најдобра другарка, мајка ми, татко ми, девојчињата од класот, сите кои најмногу ги сака. Сите беа во стаклени кафези од кои не можеа да побегнат. Тогаш се појави онаа жена и нејзиниот маж. Не се ни снајдов, а тие двајца ме турнаа во еден таков кафез. Викав и се бранев, ама неуспешно. Удирав со рацете по стаклото, се додека од умор не паднав на подот и вајда сум заспал. Се разбудив во болница. И покрај мене беа мајка ми, татко ми, недобрата другарка и сите девојчиња од класот. Бев пресреќна што тоа беше само еден глупав сон, но тогаш на вратата од болничката соба влезе онаа жена. Носеше букет цвеќиња и чоколада. Рече дека дојде да се заблагодари за колачите кои ги однесов. Додека ми го подаваше букетот, видов дека на рацете имаше многу пресекотини од стакло. Таа само на брзина ги повлече ракавите меѓу прстите и рече: "Не е тоа ништо, само малку исекотини од стакло." Оваа кратка приказна е преземена од Facebook страната Хорор приказни. За повеќе вакви видеа, за следете не, оставете лајк и коментар. Поздрав!